Прашање е каква е оваа дебата. 10.000 студенти излегоа на улиците, 10.000 студенти кажаа не за државните испити. 10.000 студенти даваат легитимитет да не се оди воопшто во дискусија за државни испити. Каква е оваа дебата? Што е ова постфестум дебата до која што ќе бидат соопштени одлуките, односно веќе донесените одлуки и предлог закон на владата? Зашто се дебатира овдека? Кој дебатира овдека? Студентски парламент кој што за почеток не е ниту легитимно тело, ниту пак веќе е легално тело, туку истото е со истечен мандат. Ние ја бойкотираме оваа дебата. Ние не сакаме да бидеме дел на дебата на која што ќе се разговара по начинот на кој што државниот испит ќе биде изведен и по неговите техникалии. Меѓу другото, веројатно ќе се разговара и за другите предлози. Го прашуваме министерот дали не го слуша гласот на студентите. Го прашуваме министерот кога планира да се сретне со нас студентите, кога планира да ни одговори на нашите барања, на нашите аргументирани ставови и на нашите писма поднесени до институциите. Она што го прават овдека е сосема нелегитимно и не тера да делуваме вонинституционално. Особено што оваа дебата за почеток беше најавена пред, односно се одржи во педагошкиот факултет и истата, односно оваа ненајавена јавна дебата беше најавена за таму 12 часа пред истата да се одржи, и 1 час пред да се одржи, таа беше преместена за Министерството за образование и наука. Ги прашуваме која е таа транспарентност. Значи нешто што вашите професори да вчера. Може би они ќе дадат аргументи и факти против државниот систем. Значи, тие веќе се изјаснија против. Многу од факултетите, значи и дел од универзитетите генерално се изјаснија против предлогот државен испит. Одново се поставува прашањето доколку државниот испит е навистина мерка која што владата вели ќе го подобри квалитетот на образованието. Како, со кои аргументи они не убедија дека државниот испит воопшто ќе го подобри образованието? Тие во ниту еден момент не излегоа со анализа, прво не излезе со сеопфатна анализа за проблемите на образованието, проблемите кои што треба да бидат решавани преку оваа мерка, а понатаму не објаснија како оваа мерка ќе помогне во подигнување на квалитетот на образованието. Одново, дебатата треба да оди, ако воопшто треба да постои, треба да следува по сеопсежна анализа за проблемите во високото образование, а потоа да се дебатира дали воопшто ваква мерка или не, а не да се дебатира по веќе донесени предлог закони од страна на владата.